Долготрајната криза предизвикана од пандемијата со коронавирусот предизвика загриженост, страв, но и нарушување на психичкото здравје кај луѓето. Мерките за заштита, носењето маски, изолацијата и социјалната дистанца од пријателите и роднините, која трае цела година, ги промени луѓето и нивниот начин на живот, така што осаменоста и фрустрациите во голема мера се одразија врз психичкото здравје. Стравот од вирусот, порастот на менталните проблеми кај ризичните групи, но и последиците кои ги предизвикува COVID-19, укажуваа дека здравствените системи во наредниот период треба да се насочат кон зајакнување на психијатриската дејност. Луѓето на различен начин ја доживуваат пандемијата, додека кај едните се јавува страв поради коронавирусот, другите чувствуваат притисок поради изолацијата, носењето маски, но и кај едните и кај другите, целата оваа ситуација може да има далекусежни последици по нивното психичко здравје. Ова ја отвори потребата од психолошка помош на луѓето кои не можат да се справат со актуелниот страв предизвикан од кризата со коронавирусот, вели доктор Васка Митова од психијатриската клиника во Скопје. Паралелно на зголемувањето на работа на нашите колеги интернисти, особено инфектолози, се зголеми и потребата од помош, психолошка помош, психијатриска помош и поддршка, за кој што уште на почетокот, значи скоро година дена, работат веќе телефонските линии кои што се отворени од страна на Универзитетската клиника за психијатрија во соработка со Министерството за здравје. Имаме доста повици, да кажеме, каде што се јавуваат пациенти кои што се во актуелниот период во самоизолација или се борат со таа состојба. И од неминовно од големо значење е таа поддршка што ја добиваат во тие моменти на помош. Понекогаш се потребни неколку минути за некој да се смири, или за да си дојде при себе, за да може полесно или со поотворени очи, посвесно да се соочува со она што му се случува на телесен план, кој што и не мора да биде така значително лошо, но оној психички страв или стравот кој што се јавува во периодот, оној екзистенцијален страв, е навистина ослепувачки во тие периоди за тие што се соочуваат со таа состојба. За тие што се на болничко лекување од COVID-19, на инфективната клиника или во другите COVID оделенија, се праќаат психијатри за да им се пружи помош, вели доктор Стојан Бајрактаров, директор на клиниката за психијатрија. Тој објаснува дека криза на менталното здравје се случува на глобално ниво, а нашиот народ е особено погоден, бидејќи е дружелюбив и сака средби со пријателите и поширокото семејство. Многу се пораснати сите тие невротски симптоми и кај многу ризични групи на граѓани. Пораснати се, би кажал, и симптомите кои ги гледаме кај пациенти што се со COVID, што се болни. Значи, евидентно е присуството на многу анксиозни симптоми, страв од смрт кај нив, значи дури имаме и потешки симптоми кај пациенти кои што се во потешка фаза на болеста, бидејќи тоа е болест на плуќата, па страда и мозокот, бидејќи има недостаток на кислород, па се случуваат, значи, и симптоми кои се на база на психоорганско страдање на организмот, тоест страдање на мозокот. Економските и социјалните проблеми, намалените можности за остварување на секојдневните активности, ги зголемија случаите на депресија, кај некои предизвикаа повлекување во себе, тага, а некаде и агресија, со што се зголеми и бројот на семени насилства. Граѓаните велат дека ги оптоварува целата оваа ситуација, која трае предолго. Нормално, како може да не. Предолго време трае, нормално дека влијае на сите нас. Секако зависи од сега од човекот, од личноста, како може се ова да поднесе. Психички има пореметување кај луѓето, предолго трае, не се превзима нешто специјално, вакцинација на населението. Да, не фрустрираат, па не може многу да се искочи, не може да се треба маска да се носат, не може, не исто. Побаво беше.
Последиците на тие што прележале COVID-19 и имаат сериозни проблеми после тоа, но и на сите кои што имаат страф од болеста, од губење на член на семејството, на блиска личност, ја потенцираа потребата од пост-ковид амбуланта, која што во моментот е во фаза на отворање, вели доктор Митова, но таа објаснува, пандемијата мора да се издржи колку и да трае и препорачува секој да најде начин како да се адаптира за да си олесни себе си и да се избегнат последиците по психичкото здравје. Може би нели ќе кажеме еве предолго трае. Нели сите имаме желба со доаѓањето на пролета да излеземе, да се насмееме. Сонцето е тука, што од една страна ни носи еден оптимизам, еден позитивен аспект, дека ова сепак поминува и дека ќе помине, што е факт. И ова ќе помине. Но од друга страна, со доаѓањето на третиот бран или четврт, кој како го нели регистрира, со зголемувањето на новите појава нели на новите заболени пациенти, мораме да имаме на ум дека сепак мора да издржиме. Година дена е помината, долг период е, но сепак ако вгледаме наназад историски, како цивилизација сме обстоиле низ една прва светска војна, низ една втора светска војна, каде што сме ги немале удобствата на денешното живење, нели на да кажеме, нели социјални активности преку интернет мрежи или пак на дома, на телевизија, на серии, на Netflix и така натака. Социјалните мрежи, лажните вести, разни теории на заговор исто така негативно влијаат и затоа треба да се внесе нов дух во смисол на едукација на населението, да се свртиме кон себе, кон природата, да се релаксираме за да можеме подобро да се заштитиме, бидејќи се ова може да остави длабоки последици по психичкото здравје на луѓето, вели доктор Бајрактаров. Кога ќе престане кризата, бидејќи било која криза ние ја алармираме нашите психолошки снаги, кога ќе престане, кога ќе се опуштиме, тогаш најмногу се појавуваат психолошките симптоми. Значи, кога заврши најголем пораст на самоубиства во свет, после такви кризи, дали економски или после терористички напади, има од кога ќе заврши кризата. Најмногу луѓе тогаш се јавуваат, значи и поради анксиозност и по депресија, кои се најчести симптоми на едно такво посттравматско стресно расстройство, меѓутоа и влошување на лицата кои претходно имале криза. Значи, тоа го гледаме и кај нас, како одминува кризата, се поголем е бројот на влошување на пациентите, меѓутоа и на луѓе кои немале претходно своји проблеми, дека се јавуваат. Последиците се неизвестни, но очигледно е дека понатаму веќе ништо нема да биде исто како порано. Границите се уште затворени, не можеме да патуваме, децата не можат да одат на училиште, да се дружат, јавниот живот е ограничен и не се знае колку ќе трае сето ова. Корона кризата го втурна светот во неизвестност, во страв од иднината. Кризата трае цела година, а со тоа и стресот, стравот од непознатото, од загубата на блиски луѓе, стравот за сопственото здравје. Здравствениот систем очигледно во иднина ќе се фокусира на овој сегмент, на моментот кој може да доведе до вистинска психичка здравствена криза. Во време на корона криза, во време на пандемија, дојде до експлозија на проблеми со менталното здравје. Луѓето се изолирани, осамени, оставени сами на себе. Доаѓаат кај вас и што им велите, што им препорачувате? Тие ќе останат пак изолирани и осамени. Но што во тој меѓупростор? Па добро се, не може да кажеме дека се изолирани, дека се осамени, и не сите, нели? Дека пандемијата влијае нормално, влијае на зголемување на чувството на изолација и на чувство на осаменост, особено доколку е нарушено телесното здравје. Значи, доколку некој е болен веќе од ковид инфекција или некој член од семејството му е заболен од ковид, тогаш стравот од самата болест и од последиците на самата болест се големи, секако, поголеми од колку кај општата популација, и нормално дека изолацијата, односно на неминовна изолација, со цел да се спречи за ширење на заразата, допринесува да стравот биде поинтензивен, се разбира. Зошто? Затоа што доколку си сам дома, имаш чувство дека
нема да може некој да ти помогне доколку ти се влоши состојбата, односно се интензивира чувството од онеспособеност или стравот од смрт. На крајот на крештата, бидејќи знаеме, секојдневно слушаме дека оваа болест знае да биде и таква, знае да однесе и човечки животи. Што им викаме ние на нашите пациенти? Наша цел е да ги поддржиме секако, да ги растрашиме колку што се може повеќе и како тоа го правиме да се редуцира, да се намали чувството на безпомошност и на изолација. Можно ли е да се намали чувството? Можно е да се намали секако. Треба да се пијат лекови, медикаменти? Не. Значи, ако треба да се пијат лекови, секако дека треба да се пијат лекови, затоа што ние и тоа и го правиме. Значи, цела оваа година и повеќе работиме и телемедицински. Значи, доколку не можеме да се видиме, физички контакт да оствариме со пациентот, тогаш правиме телемедицина. Значи, зборуваме и за нови, значи оние кои што сега покажуваат психички потешкоти врзани со ковид пандемијата и за пациенти кои што веќе се лекувале, кои што им се влошила психичката состојба во тек на оваа година. Што значи дека ако не може да ги видиме, тогаш ќе ги видиме на телемедицински начин. Има зголемување, значи на бројот на луѓе кои имаат проблеми со менталното, а претходно немале. Не можам тука да бидам толку многу во бројки да кажам, заради тоа што имаме ние зголемување на бројот на пациенти последниве неколку години, за разлика од поранешните години. На што се должи? Не можам да кажам дека се должи на еден фактор, веројатно се должи на многу фактори, на современиот начин на живот. Современиот начин на живот кој што е многу захтевен, односно со многу барања од социјалната средина, а луѓето се, што да жал, поотуѓени. Пандемијава пусти таков ризик. Да го интензивира тоа. Да. Значи да заборавиме како е на комшија да му кажеш како си. Како сте, што правите, да ги подзаборавиме оние социјални вештини кои што не штитат. Нас комуникацијата со блиските и со не толку блиските луѓе не штити. И сега се продлабочува тоа. Се продлабочува заради тоа што е мач со две уштрици. Од една страна треба да си повлечен и изолиран, да речеме повлечен и физички да немаш контакти со луѓето, за да не се мешаме, да не шириме зарази. Од друга страна, тоа прави да се чувствуваш несигурен, да се чувствуваш понекогаш безпомошен, да се чувствуваш отфрлен, да се чувствуваш и осамен. Заради тоа што комуникацијата со луѓето, пред се љубовта нормално е таа која што не движи, која што не буди од сабајле и не тера напред да одиме во денот. А сега веќе нема ништо. Сега што се прави? Се прави, ние сме тука постојано, значи нашите телефони работат, ние имаме телефони за луѓе што се во самоизолација, луѓе кои што се болни, кои што се на инфективна клиника, родители кои што се врзани со децата дома заради онлайн наставата, бремени жени, породени жени, така натаму, значи повеќе линии кои што функционираат цело време, имаме распоред на сето тоа направено, токму заради тоа да можеме на тој начин да им помогнеме на луѓето, да ги растрашиме дека сепак има некој кој што се грижи за нивното ментално здравје. Значи има други кои што се грижат за телесното, а дека ние сме тука да се погрижиме. Ако треба пишуваме и терапија тоа што треба, ако не имаме психолошки интервенции кои што помагаат, да. Ги охрабрувате, значи ги охрабрувате во тој сегмент, но и во сегментот на вакцинирање, нивните стравови или теории на заговор кои сега се шират. Многу е важно тоа да се растрашуваат луѓето по пат на давање точни информации, односно врзани со факти, а не со да речеме со предрасуди или со така наречени теории на заговор или некои работи, односно ширење на информации кои што се непроверени или кои што не се никако докажани научно пред се. И секако дека и на тој план, доколку е потребно, ги растрашуваме на план на имунизација. Видете, никој во светот не знае во целост 100% во однос на овој вирус, во однос на каков е вирусов и какви последици и како ќе се развива понатаму. Значи не можеме тоа да го предвидиме. Потребни се години да поминат, да се направат многу истражувања за да кажеме што точно се случува, а нама може да ги шириме информациите со кои што до ден денешен располагаме, кои што се веќе сигурни, проверени, научни, за разлика од лажните информации и вести кои кружат. Да. Добро. И благодарам за овој разговор. Вие прележавте корона и освен која ви го нападна физичкото здравје, имавте последици, и менталното здравје беше во прашање. Како го преживеавте
цел процес на разболување, претходно дали се плашевте? Првите моменти тоа ми беше фокус, значи да биде моето семејство во ред, па јас некако ќе се справувам со болеста. Но кога ги гледав погледите на лекарите, бидејќи тие беа во визири, во целосна опрема, медицинските сестри, болничарите таму, сватив дека во нивниот поглед има страв, дека дали воопшто јас и како ќе го поминам сето ова. Тогаш веќе почнаа првите моменти на страв и паника. Различни сценарија. Различни сценарија, да, навечер се плашав да заспиам од страв да не се разбудам следното утро. Тоа ми доведе до нарушување нели на сонот, на психата, на она што некогаш човек ќе го нарече, што можеби најмалку размислуваме, што ќе се случи понатаму доколку моите деца од стравот што ме обземаше, останат сами. И уште сега стравовите ги имате? Се уште, после 6 месеци, се уште чувствувам некој немир, некоја тежина, многу непријатни чувства и особено со нарушеноста на сонот, сето тоа па потегна други серија на прашања, нели, ноќта ја менувате со ден, денот со ноќ, дење повеќе да спиете, ноќе да размислувате, да си правите ретроспектива на се она што во животот ви значело. Мислам дека оваа болест не носи само физички последици, јас имав последици во однос на моториката, на движењето, на исхраната, на дигестивниот систем, имав тешки последици на црниот дроб, морав да бидам подложна на сериозна терапија антибиотска, што траеше можеби некој 4 до 5 месеци. Значи се извлековте во тој смисол, но тие што велите психотраумите остануваат и ве мачат се уште. Мачат, се уште мачат, бидејќи никој не знае дали воопшто сето ова може да се повтори. Дали тоа црно сценарио што го доживеа пред 6 месеци можеби сега е наследниот чекор. Дали постои опасност повторно да се заразам. Значи сето тоа се некои отворени прашања кои што демнат над сите нас, а јас особено што го поминав на многу тежок начин. Како се спремувате за да најдете некаков излез од овие стравови? Вака, корона кризава која што трае веќе еве и во светски кај нас рамки, можеби на нас сите ни беше едно поучно четиво и се уште ни е дека конечноста е таа што е тука околу нас, дека мора да размислуваме за тоа дека ова зло, овој демон може да трае многу подолго и дека ние не сме семојкни, дека мораме да размислуваме на некој позитивен начин за да обстоиме и психофизички да бидеме функционални. Јас не во добра форма, туку функционални, а? Функционални апсолутно, затоа што реков тоа не е некој сценарио и некоја иднина сјајна, би рекол. Не е сјајна, меѓутоа мора да се бараат некои позитивни начини на обстојување. Јас тоа си го најдов во секојдневно читање на книги, можеби таа кратка самоизолација и овој период што сега го поминуваме повеќе нели во кругот на семејството, во кругот на блиските, поради нели оние протоколи што мора да ги почитуваме, носење на маски, да се оттргнуваме нели да не имаме комуникација некоја со роднини, со пријатели, се обидуваме да го избегнуваме она социјално дружење колку можеме за да се заштитиме себе си и оние што ни се драги. Но реков, мора да се најдат некои позитивни фокуси и аспекти кои што ќе не оттргнат од цело ова зло. Јас се обидов тоа да го направам преку читање на книги, преку повеќе дружење со интерактивни игри со моите деца и можеби секое зло велат за свое добро, оно што не го искусил сега можеби е малце така премногу поетично и грубо, меѓутоа оно што не го искусил лошото не знае да си го цени доброто. За жал, јас еве тоа можеби ми беше поука, многу повеќе време посветувам на своите деца, на дружење во природа, она што сме го заборавале порано, сега ни е многу поблиско и тоа мислам дека треба да е водилка на сите луѓе. Дека не може да го оставиме тој еден вакуум простор што не знаеме колку долго ќе трае, дека треба тоа да не однесе во амбис и сега ништо понатаму се е црнила. Не. Напротив, јас сметам дека кога успеав со оваа борба да ја извојувам, мислам дека понатака позитивните мисли ќе ме водат
кон позитивни чекори. Очекувам дека оваа криза конечно ќе заврши. Многу ми недостасуваат моите блиски да бидам со нив, ми недостасува ги прегрнам, меѓутоа свесна сум за тоа дека последиците и опасностите демнат. Но генерално јас така го размислувам, немав потреба од психолошка некоја поддршка, но многу читав за луѓето во слична состојба на мојата И сами ги следев, се обидов колку можам да го надминам сето ова и да размислувам малце повеќе и за последиците и за причините што довеле до тоа. Еден само совет од психијатар, така чисто го испочитував поради тоа што ми беше нарушен сонот. Земав мелатонин со B6, тоа можеби така помага малку за смирување на духот, на телото, малку повеќе сон, малку повеќе спорт, малку повеќе дружби, движење со децата и тоа е тоа. Ви благодарам. Молам. Милица, како се справуваат црногорците со корона кризата? Какво е нивното ментално здравје? Имаат ли психички проблеми? Dobro večer, Biljana, pozdrav iz Podgorice. Kad već ne mogu da dođem u Makedoniju, drago mi je da makar i na ovaj način mogu da imam kontakt sa tobom i sa tvojom zemljom. Situacija po pitanju pandemije koronavirusa u Crnoj Gori je prilično komplikovana. U našim medijima se danima vodi polemika je li situacija dramatična ili nije, je li katastrofalna ili nije, je li zdravstveni sistem pred kolapsom ili nije. Mišljenja su oprečna, čak i predstavnici istih institucija na različiti način opisuju trenutnu situaciju. Dnevno imamo oko 500-600 novih slučajeva, umre oko ovih dana 8 do 10 ljudi, a imali smo ove sedmice i dan kad je bilo 18 žrtava. Tako da za malu Crnu Goru koja ima oko 600.000 stanovnika to su ozbiljne brojke. Vakcinacija je počela, neki zadnji podaci kažu da je vakcinisano oko 3.000 ljudi. I sve je to nama sa strane koji smo jako nestrpljivi da primimo vakcinu i koji želimo što prije da počnemo normalan život, sve nam to djeluje prilično sporo. Iz dana u dan se uvode nove mjere, zabranjen saobraćaj između gradova, škole se zatvaraju u mnogim gradovima, vrtići ne rade, kafane su zatvorene, ni tržni centri. Granice su za neke zemlje otvorene i evo baš sam sad vidjela u medijima da je danas direktor našeg instituta za javno zdravlje kazao da sem iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Albanije za ulazak u Crnu Goru je potreban negativni PCR test ili neki brzi antigenski test ili dokaz o vakcinaciji. Tako da ako neko želi da dođe iz Sjeverne Makedonije neće moći bez testa. Ovakva situacija traje već godinu dana i znam da nije drugačije da isto i u svim zemljama, ali nije jednostavno za ljude, nije jednostavno ni za ekonomiju, već počinju priče da ni od ove ljetne sezone neće biti ništa. I to je već jedan ozbiljan problem za turističku zemlju kao što je Crna Gora. Ono što vas zanima je posebno mentalno zdravlje koje je na udaru naravno. Svjetska zdravstvena organizacija u Crnoj Gori je nedavno saopštila da u zemljama sa niskim i srednjim prihodima više od 75% ljudi sa problemom mentalnog zdravlja uopšte ne dobija nikakav tretman, da pandemija dodatno pogoršava situaciju i da je smanjila dostupnost ili kontinuitet usluga podrške mentalnom zdravlju. Imali smo UNICEF-ovo nedavno istraživanje koje pokazuje da je 77% naših građana zabrinuto da bi se oni ili njihovi bližnji mogli zaraziti virusom. Prošlogodišnje istraživanje kaže da je najmanje trećine ispitanika uznemireno zbog pandemije, da je gotovo svaki peti građanin da osjeća ljutnju, da je tužan ili usamljen. I to su podaci koji zaista ne ohrabruju. Psiholozi su u Crnoj Gori u kontinuitetu ukazivali na ovaj problem, na problem mentalnog zdravlja i utjecaja korone na pandemije i izolacije na mentalno zdravlje građana. Civilni sektor organizuje razne aktivnosti za podršku mentalnom zdravlju, njihovi kontakti su dostupni na zvaničnom sajtu vlade koji je posvećen pandemiji i psiholozi, čini mi se, od početka ukazuju na tu ulogu medija u ovom procesu koja je jako važna, jer mediji dramatizuju pandemiju i tako utiču
mentalno zdravlje građana i morali bi biti oprezniji. Ne mogu reći da sam u ovom periodu od početka pandemije u medijima vidjela neke podatke o tome da li se povećao broj, na primjer, kupljenih lijekova koji se koriste za mentalne bolesti ili da se povećao broj ljudi koji imaju problema sa mentalnim zdravljem. Vjerovatno su to podaci koji će biti dostupni u nekom narednom periodu. Dobro, ti благодарам mnogo, Milica. Nema na čemu, hvala puno.